Добар ден, започнува Фолка Страда на Сител Тројка. Него менувате каналот, бидејќи оваа емисија се емитува само за вас. Вие ја давате вашата поддршка за оваа емисија. Затоа останете пред малите екрани, бидејќи ќе има многу убав разговор, ќе има многу убави песни и ќе уживаме сите заедно. Започнуваме со музика. Знам ти туѓа си, а толку убава ме ракна душава. Срце ми заигра, почнав да сонувам, како од него јас да те украдам. Никој нема вака сака, ноќи ке ти бојам, само да си моја. Знајте, брати, среќа, мене што ме сретна, има нешто тајно, ништо не случајно. Iskreno, deka si moja ti, deka je gotovo. Sekoj što zaljubil, mora da nauči, ljubov ta žedna je, za kapka po kapka na den. Nikoj nema vaka tebe da te saka, samo da si moja. Znajte, brati, sreća, mene što me sretna, ima nešto tajno, ništo ne slučajno. Nikoj nema vaka tebe da te saka, noći ke ti bojam, samo da si moja. Znajte, brati, sreća, mene što me sretna, ima nešto tajno, ništo ne slučajno. Ima nešto tajno, ništo ne slučajno. Da može jedna solza se da sobere, ja sad duša da ja puštam za tebe. Ama ne sakam nikoj da vidi, sramno je za moj te godini. Koga Bože jas ja sakam na ljubavata, сега samo živ me držat sećavanjata. To vreme ne se vraća, koga Bože ja
samo živ me drža sećavanja ta. Da može ušte jednaš da te vidam jas, da ti kažem to što ne uspejav, ama ne sakam nikoj da slušne, deka ušte sum bolen po tebe. Koga Bože ja sakam na ljubavata, sega samo živ me držak sećavanja ta. To vreme ne se vraća, koga Bože ja sakam na ljubavata, sega samo živ me držak sećavanja ta. Sega samo živ me držak sećavanja ta. Мои најдраги гледачи, мои најмили гледачи, како што веќе ви види во самата најава, еве и ова го исполнувам, господин Наум Петровски повторно во нашето студио во Фолка Страда, односно ништо не е ни случајно зошто сте вие тука. Тоа е мојата омилена песна всушност од најновиот ваш албум. Добре дојдовте уште еднаш. Добре најдов, здраво живо и како што обеќавме. Албумот е готов, испромовиран, сега почнуваме со промоции. Понашироко и обеќање си обеќање. И нормално во Фолка Страда, каде ако не тука. Апсолутно така. Вие заедно со вашиот продуцент, односно Сашо Митков Сале, кој што јас го знам како Сале, секогаш се сите го знаат Сале Аворт. Да, се збунувам секогаш со името и со презимето. Не, никаква грешка. Одлично, благодарам. Благодарам, одлично. Колку време соработувате? Ајде први малку за вас, па потоа и за албумот. Ова е 10-та година, ке што работиме заедно. И мислам дека плодни 10 години. Како е да се работи со господинот Наум Петровски? Дали е тешко? Па не е лесно сега. Сигурно дека нема ништо лесно, а во секој случај е задоволство и соработуваме и пријателски и на професионален план, значи адекватно. Така да и планираме се уште да продолжи понатаму. Специфично тоа е што вие, господине Наум Петровски, сте единствениот пејач кој што стои позади вас таква продукција. Да, премемуваме за народна музика. За народна музика. Ете, како сето тоа? Дали е тоа затоа што имате веќе 30 години кариера позади вас? Или пак сте сонувале еден ден, ете, да имате позади вас продукција, да имате менаџер кој што цело време ќе ве прати? Сум имал јас понуди претходно, меѓутоа биле некоректни. Знаете дека порано одев често и за Србија, Бугарија работев и така. И сам се менаџирав до пред 10 години. Меѓутоа со Саше се знаеме од пред 25-6 сигурно години. И Сам спонтано тоа испадна во разговор, меѓутоа двете страни најдовме интерес. Се работи за честност пред се. Така. Ние сме двајцата во таа генерација 66-та која е малку ненаучена на лаги и на превари. Така да ние функционираме. Како новата генерација која што Да, како по новата генерација. Сигурно дека и постои разлика. Кај нас е збор и тоа што ќе
го кажеме, го ставаме на маса и на дело и работиме, затоа и функционираме заедно. Ќе осмислиме проекти и го тераме до крај како што е потребно. Тоа е целата Си работа. зацртувате цел и таа цел мора да се оствари. сигурно. Ќе може ли малку да проговориме за најновиот албум, односно го промовиравме за вашиот 50-ти роден ден, односно и 30 години кариера. Многу беше интересно на самата промоција, бидејќи исто јас и мојата екипа бевме поканети на самата промоција. Највозбуден знаете ли кој беше таму? Вашата сопруга. Се тресеше. Викам, Зуица, зошто се тресеш? Не ми е добро, секогаш јас се тресам. Да, беше во организацијата и нормално ќе ја вклучиме кој ако не нашите сопруги кои се позади нас стално, а и по некој пат си пред нас. Жената е секогаш пред сопругот. Има еден интересен момент што Наум Петрески не го знаеше до последен момент. Зошто Зуица, сакам да кажам одговорот. Ми крие. Зошто Зуица беше толку возбудена, бидејќи една песна се направи специјално наменски за Наум Петрески. Меѓутоа Наум не требаше да го знае тоа. И не го И ние знае. до последен момент тоа го криевме и се плашевме едноставно да не случајно се излетаме, да ја дознае вистината, а тоа требаше да биде само изненадување. А не е така лесно да се крие нешто? Па, од мене сигурно. многу потешко е. Мислам. Успеале? Па и успеа многу. Вечерта првпат да слушнав и Мислам дека И беше многу вашите успешно. многу Чувства? емотивно, да. Многу емотивен момент. Тука пееше мајка ми, Македонка, Стефан, Зуица, сите заедно. И тоа беше една роденденска така честитка од нив за мене. И тоа беше така малку еден од не поемотивен, него најемотивен момент на целата промоција. Одлично, тоа е нешто најбавото што сам истото може да го направи, меѓутоа и самите вие напишавте во благодарницата на самото CD дека сето ова го правите за вашите фанови кои што веќе ви се еден вид семејство, за вашите пријатели Така е, кои што ви така. се семејство и за вистинското семејство. За сите мои многобројни почитатели и пријатели и фанови така. Грло не напејано е насловот на новото CD. Тоа е затоа што веќе сте 30 години на нашата естрада и се уште ќе пеете и се уште вашето грло не е напејано. Јас викам како што Господ ќе кажи, ние не можеме да истрчаме пред него, меѓутоа се надевам дека имам некои замисли. Сега со Салев се немаме видено 20 дена, меѓутоа за овие 20 дена добив некои идеи што еве ќе продолжиме да не откриваме се наеднош. Мислам дека ќе направиме уште еден убав албум со изненадување нека. Во теков Нешто оваа што ќе година. остане во историјата на македонската музика секако. Едва ја чекам. Едва ја чекам. Видете, Грло не напејано е адекватно за ова CD. Всушност и тоа е има една песна Грло не напејано. Внатре од Мили Ѓорѓи Барбаровски. Ѓорѓи Фактички Барбаровски. тоа е наменски песна. И дава отсликување фактички неговиот предходен период од 30 години работен животен век, посебно работен, така да затоа и е уствари целта Грло не напејано како наслов на песна. Како наслов на песната, на самиот албум. Да. Имаме 15 песни, една бонус трака, тоа е Среќан пола век. Таа е Тоа е всушност и вашиот роден ден. 16-та, да. Сами на себе да си се почастите нешто. Дали може така да го кажем Да, зашто да не? Супер. Дали имате некоја омилена песна од новиот албум? Немам да ти кажам искрено, сите ми се така уште свежи, нови, во Македонија не се слушнати уште сите, бидејќи знаете имавме некој краток период. Кој што На сите рецензија. бевме Немаше можност, изреволтирани, мислам дека Така, цела така. Македонија беше изреволтирана околу тоа. Сега мислам дека ова е сите 15 песни, 16 се освежување за македонската естрада, бидејќи има песни за сите слушатели. Значи сите од возрасти. 5 до 95. Интересно е тоа што сите луѓе висели да бидете дует со Југотановски. Уште поинтересно е што се почесто и почесто правите дует со попејачи. Па не баш, али Јоце ми е добар пријател исто, нели со Јоце направивме еден дет. Меѓутоа оваа песна ја снимавме со Џоле порано,
Но сега само ја промовирам. Иначе Ѓоко Таневски ми е исто многу добар пријател. Од исто место сме пред се. Се работи за еден одличен вокал, а и како човек е супер другар. Кажете ми ништо, вие може да би ќе надополните ништо околу самата работа со албумот, околу самите подготовки, колку време се правеше албумот? Па видите, значи материјалите кои почнавме да ги собираме и така натака, подготовките веќе трае можда година и пол, сигурно. Рационално и правилно одбирање на песни, значи не е само било која песна да се постави на албум. Се одлучивме на оваа варијанта за да имаме толку песни повеќе него што е нормално, само со тоа што сакавме да направиме да биде побогат албумот. Тоа беше поентата, а има и одредена цел. Значи 30 години јубилеј одскокнува од останатиот период или од останатите албуми. Значи можевме ние да пројдеме со 7, 8 или 10 песни. Меѓутоа беше идејата за да биде побогато, помоќно, автоматски на публиката да им дадеме можност секој да се пронајде, значи како што каже Наум, од помладата генерација до повозрастните, односно постарите, да може да си најдат одредена песна да си ја слушаат како фанови на Наум, да речеме, или публика негова. Исто така интересно е за вас дека правите песни, како што кажавте, и за помлада и за повозрастна генерација, за секој да ве осузна и за секој да засака македонската музика. Така, бидејќи и јас сум во тоа време. Порано 50 години, велеат сега си на половина од животот, значи. Во тој преоден момент сакаш да направиш и за едните, и за другите, и за комплетната публика. Значи да може да разбере и дете, и повозрастен човек. Кажете ми, 30 години кариера, што е поразлично од почетоците, конкретно за вас? Не за македонската естрада, подоцна ќе ни биде тоа прашање. Што е поразлично кај вас и во вашето грло и во вашите мисли и за вашите цели? Па, има голема разлика. Јас се појавив во една држава што се викаше Југославија. 22 милиони народ. И баш ми се погоди за моја жал таа транзиција, тоа распаѓање на тој систем, па долго време немаше некоја музика, знаеш. Се луташе по некои нови песни, некои нови проекти. Меѓутоа, тоа го пополнив со одење во странство, извадив тогаш 2-3 албуми, тогаш уште беа касети. И после останавме сами. Македонската телевизија превзема се, па тек после почна приватните телевизии национални да емитуваат, така да прават по некоја емисија. Меѓутоа требаше време, а транзицијата е за нас најлошиот систем што може да постои, да те нема некое време. Или да има само една телевизија да зависиш од една телевизија е малку тешко. И друго е секако 22 милиони народ. Значи имав покани, само што се појавив на Валандо, имав покани одма од сите телевизиски куќи на балканскиот простор и одеднаш се прекина. Почна војната и се десија катастрофални работи. Секако дека ќе бе фија во тие југословенски поголеми миња, доколку имавме време да се така. Барем 3-4-5 години да беше Југославија, па... Меѓутоа, повторно, вие сте еден од најпознатите пејачи на нашата... Продолжив со работа секако. И од тогаш до сега имам преку 370 песни. Тоа е премногу. Тоа е премногу. Па мислам дека на Балканов ретко кој може да се да сте пофали со таа бројка. Кажете ми, бидејќи еве сега пројдоа новогодишните празници, смеа ми сега да ви посакам среќна нова година, бидејќи се уште си посакуваме. Дали ќе очекуваме концерт за во оваа година? Па се разбира. Ние планиравме некаде април, мај да биде. Април или мај? Да. Па најверојатно април. Не е прецизиран точно денот, односно датумот, меѓутоа како месец е дефинирано.
здравје Боже, почнуваме со лесни подготовки на тоа поле во врска со концерт. Сега февруарот го фаќаме. Нека пројдат овие сите гужви кои што чекавме нели празниците и така да веќе организира концерт, ова е концерт. Оркестар, па после Да. лесно. Дали си тоа ќе биде за 30 годишна кариера повторно да обележиме еден Па јубилеј, фактички како правиме што едно да има? заокружување 30 години јубилеј, концертот. затоа и со круната направено. Кронисување на сето ова до сега ситови активности, еден убав јубилеен 30 годишен значи концерт кој здравје Боже го очекуваме во април месец, пак ќе кажем. Се надевам дека ќе представи убаво шоу и убаво задоволство ќе се пружи према сите наши граѓани, македонци и така натака кои ќе сакаат да присуствуваат и да слушаат самиот концерт. Дали ќе имаме гости, дали ќе има некој изненадување, дали може би Зуица повторно планира некој изненадување зашто ќе молчи од сега до април. Ќе смислиме како иде. Кој знае колку ќе се тресе тогаш. Би Каде требало- бевте за новогодишните празници? Па тука бев јас Скопје до трети и после си заминав баш на трети заминав за Струга и од Вашето трети омилено место. до 23 бев таму, само што се вратив освежен од одморите И подготвен за и работа. сега веќе се фаќаме сериозно за проби за концертот и да го смислиме концептуално што како каде тоа мора да биде нешто Убаво како што треба и доликува. Вие? Дали некаде бевте да се забавувате, дали може би во некоја домашна атмосфера Па уживавте? новогодишните празници ги поминавме дома така фамилиарно, сите заеднички, топло во ова ладно време и баш ни дојде баш онака убаво после сите тие ангажмани и активности што ги имавме до самата промоција. Да, релекс, баш како што треба, баш убаво. Кажете ми што е полесно, да се биде пејач или да се биде менаџер? Пејач. Господин Анаум, Јас си кажав сега, тој треба да каже. зошто мислите, зошто треба полесно да се биде Не, пејач? јас се пошегував во секој случај, меѓутоа има и приоритети, и позитив и негатив сигурно. секоја плани на своја тежина. Така, да. Значи нема ништо ни лесно, а нема ни случајно. Овде треба да се вложи повеќе Лесна напор, работа не речеме, постои. меѓутоа, како и да е, уметничка работа е пеењето. А ова е организацијска, така да во два правца различно, али како и да е двете кои ќе се сплотат убаво и заеднички кои ќе Убаво се е. работи. Барем ние тоа што го гледаме и што го слушаме е најубаво. На секој нас што ни е си ја најлесно. секој што си ја сака својата работа, ќе си ја работи со љубов, инаку ако нема љубов према работата, било што седи цел ден на столица, па нема да издржиш, нели? Сигурно. Во минатото, односно веќе 30 години, бевте познати по тоа што многу турнеи позади вас се, многу патувања. Дали сега ќе се случуваат некои патувања, некои турнеи надвор од Македонија? Па сега повеќе ги избегнувам, бидејќи малку се приврзав и со најмалиот мој член, со Стефан, Стефан? и така да не ми се прифаќаат тие турнеи. Или кратки турнеи може да направам, како за, да речеме, за Великден ќе одиме на неколку дена во Дортмунд. Пееме со Зуица таму на кој датум беше, не знам, 16 ми се чини. 16 април 17 мислам. или 17. Така некако. Сабота знам дека е. И заедно Таквите двајцата кратки- ќе одите. Заедно ќе одиме, да 2-3 дена се враќаме. Дечињата со на баба? поголеми турнеи, малку Австралија кога бев кога почина татко ми, од тогаш некако не ми се оди на тие подолги турнеи. Затоа и ги избегнувате. Да, И не само тоа, мора да има една некоја друга причина, мора да бидат прифатливи у секој случај како понуди. А денеска некако за жал све помалку и помалку има такви реално добри понуди, значи се рушат многу цените со различни појавија пазари, многу- се појавија многу пејачи. пејачи, ама многу и приватни менаџерчиња што немаат баш многу тие само да земат музичари од кај нас и работаме, а не Да, за баш многу ефтина менаџментот пара, не е затоа така, неисплатливост во секој случај. а не знаат да работат. Значи не знаат да организираат. А нашите кои ќе се вратат од Австралија, како поминавте, супер, се беше полно. Јас сега имам многу пријатели таму, 30 пати сум бил, не знам колку во Австралија. Кој ќе Сега, праша што е супер. Имаше 10 души, 15 души. Сега јас ги знам колку може да наполни.
Се задоволуваат со многу малку, со тоа е многу проблемот. малку се задоволуваат и одат за Ефтина пара. многу ситни пари. Од Колку кога се само да случува прошетат? сето ова? Дали Тоа Па последниве години веќе Последниве многу е повеќе, изразито. али од 2000-та навака многу, Тоа е целиот проблем. да. ето ова не сум го знаела, секогаш се нели секогаш има пофалби кога се враќаат од турнеите, меѓутоа ова не сум го знаела. Па добро, некој ќе се Интересна задоволи можеби работа. со помалку, тоа е целата поента. Некој кој што си има одредено ниво не може да работи, да функционира со некој што е на пониско ниво. Тоа е целата филозофија. Еве, кажавте дека цените се рушат на турнеите. Дали се рушат во Македонија? Па и Сигурно, во Македонија има како. сигурно како не. За жал. Има колеги кои што сега да не спомнувам за кои цени одат. Кога ми кажуваат, например, луѓе, викам па Колку да не биде дома. колку да не биди дома. Или водат до Германија за 200-300 евра, што мислам, Е жално за едно... тоа е жално за некој име што такви грла. вложуваат во себе толку години прифаќаат дај што даш. Сепак не е тоа поентата на нашава работа. Како може сето тоа да се реши, еве да не се бутка цена, да Не нема може да такви се работи реши. на овој пазар? Многу е Тоа проблематично. се прави како на запад, се знае која е прва лига, Кои се втора, другите трета, нивои? петта, така? 10-та и така се рангира. Кај нас не така оди, постојат не може истински критериуми. не може тоа е секој целиот да има проблем. иста цена, ако имаме сите иста цена, значи не сме поразлични. Да, не сме поразлични, убаво кажавте. Сега малку ќе поразговараме околу тоа што се случуваше за Нова година. За Нова година многу од нашите поп и фолк пејачи беа ангажирани на плоштадите да пеат за Нова година, односно да ги забавуваат нашите граѓани. Јас искрено не знам, не го знам вашето мислење, вашиот став. Мене искрено ми беше драго што сето тоа се случи за некои хуманитарни цели да се искористат парите. Еве, вашето мислење. Тоа е- Се извинувам што ше еднаш го кажав моето мислење. Нема проблем. Јас за цела година, значи сум давал сум настапувал многу пати за хуманитарни цели и мислам дека не е ред Нова година се пее кога треба најповеќе да заработаме, тогаш хуманитарно доби. Ние секако хуманитарно пееме, зашто не плаќа народов, не плаќа општината или градоначалниците, така. И народот, значи не дава ништо, тој само си добива све бесплатно. Значи немаше Видете, потреба за Нова година. Не знам дали Тоа најрационално не е решение е исправно, сето затоа што ова. секаде во светот се чека Нова година естрадните уметници да заработат, а не да пеат хуманитарно. Не може да се гледа и овака. Зарем нема да биде Ако е- хумано ако се направи една таква убава веселба на град Скопје, да речеме, на плоштад, каде што Може сите да се одвои сите дел од ќе може да средствата, учествуваат да. и да слушаат и да уживаат, видите, онака сме сиромашни. Барем секој еден граѓанин ќе може да излезе на плоштад и да слуша и да ужива. А сега беше ускратено. Значи никој не излезе на плоштад да ужива, сите седат дома. Сите си Тоа е дома. поента, значи не е баш дека е нерационално. И второ прашање, дали средства да се префрлени тамо кај што треба или не. колку се префрлени. И колку се. Веќе не навлегам. Значи, не, воопште никој не навлегува, само сакаме да поразговараме баш на таа тема, дали е Сега им најрационално се тоа олесна или и на не. градоначалниците, затоа што ако требало, значи за целата таа постава толку пејачи, толку да платат 2 милиони денари, тој ќе дај 300.000 денари. Толку планирав. Кој може да каже бројка? Но добро, тоа е одлука таква каква што е, па се подшитува тоа и го прифаќаме, нема тоа. Во ред, ете, помина како што помина, можеби некој ќе се израдува на тој дел од буџетот и ќе помогне на некој. Дај Боже да е така. Можеби Со тие пари не може ни на четворица во еден град да му се помогне. Значи, тоа е многу... Зашто ние не сме тие што пеат како нашите комши што доаѓаат оде по 50, по 90.000 евра. И зошто е тоа така? Ајде, уште едно прашање. така е. Зошто е тоа така? Зошто секогаш пеачите кои што се внесуваат, еве, конкретно од Република Србија, зошто земаат многу поголеми пари отколку нашите пеачи? Па ја мислам толку се прикажани не ги земат тие толку реално, колку што моје најискрено мислење дека делат со некого овде. Дали со
поставите градоначалнички или со некој што ги носи. Значи, кој е менаџерот на тие што ги носи од Македонија? Значи, има неколку фирми што ги носат, што се поврзани тесно со власта и само тие ги делат парите. Ја мислам дека 100.000 евра не зел сигурно Здравко Чолич. Може би зел 50, другите 50 отишли на друго место. И тоа е вистината уствари. Јас мислам дека има едно силно влијание од многу поодамна, бидејќи сме научени сите ние или помладите да слушат таква музика српска, да кажеме, кој се од ју простори. И тоа влијание до ден денеска трае и трае. Ама и тоа многу влијание тешко, некој го наметнува што затоа што имаат они сериозна голема продукција на музика. Тоа е Тоа е многу апсолутно сериозна така. во однос на нашата. меѓутоа И како затоа ќе имаме ние доминираат. продукција ако не минираат нас својата А музика. дефинитивно, да. Зошто би работел јас да даваме по 20-30.000 евра за албум, а некој други да ти ги собери пари? По чему? Не се ништо ни поквалитетни, ни повеќе знаат од мене. Дури се тресе од мене и се тресат се уште. Нашите колеги. И од Србија, и од Бугарија. Бидејќи не сте прв пат во Фолкастрада, веќе трет пат ни во Да, Фолкастрада како гостување, секој. многу често и отворено си правиме Апсолутно, и муабети. каде нема ништо за И скриено. Многу често сум ве прашала и за самите продукции, и за сето тоа. Меѓутоа, господинот Сале, ајде вашето мислење за тоа како да се реши проблемов со македонската народна песна во Македонија, како ние да почнеме се повеќе и повеќе да ја рекламираме, се повеќе и повеќе да ја емитуваме и да ја наметнеме на македонскиот народ, бидејќи е наметната некоја друга музика. Да, често пати си го поставуваме тоа прашање како да се најде некој модел, модус да си ја промовираме нашата песна. Меѓутоа имаме сериозни проблеми од типот медиуми, да не бидам погрешно разбран, кај што многу слабо се пушта македонска музика. Значи тоа е претерано, значи треба да се работи на тоа поле пред се. Значи кога ќе почнат медиумите, електронски, телевизиски, пишани, сите типови да ја промовираат нашата музика, сигурно дека едно ниво ќе отскокне, како еден сегмент во целокупната работа. Второ, треба да се работи од продукцијски аспект, да имаме поквалитетна музика. Значи, може некој ќе каже и што и фали нашата музика, ништо не и фали, меѓутоа треба да се работи малку позабрзано, поинтензивно и да се гледа малку понапред. Значи, све еволуира, така и музиката. Значи, не може да слушаме еден тип на музика што се слушало пред 30 години. Сега се слуша малку подруг тип. Тоа што го направивме ние со Одит Звездо, мислам дека покаже и се докаже дека веќе тој експеримент кога ние го направивме, односно ја и Наум и Јавор, мислам дека дава свој резултат. Значи треба малку помодерна музика. Не мора да значи дека ние ќе ја заборавиме старата македонска, никако. Тоа се почита, меѓутоа паралелно се работи и посвежа музика, подинамична, кој што одредени продуценти музички знаат да го креират, меѓутоа им треба нормално енергија и финансии. И мене често ме прашува зошто не направите вие пејачите вакви емисии, кои прво викам ние пејачите не ги правиме, нити таму ги прават пејачите емисиите. Значи тие се викнати таму или као гости или во жири. Така. Значи треба добар план, добра продукција, луѓе што си ја знаат работа, да направат студија, велелепни да го направат. Што имаме ние пејачите сега? Ние наша работа е да имаме добри песни. Кога сите телевизии бе се ангажирале, че има плот, ама не може со една или две телевизии минимално или во некое време ќе се даде кое што е рано од Сабајле почна програмата и тогаш се пуштаат песните. Нашите телевизии е полесно да си ја платат емисијата, така, уместо да вложуваат се да прават студија и да прават такви големи огромни трошаци. Ја мислам дека во таа работа што би лекле во Србија у том грму лежиш зец. Му се вложуваат. Не сакат да вложат готова серија, турска серија готова, ваква серија готова продукција, Pink, Grand, тоа им е најлесно. Плати, ева ги имаш. Уместо да се мачи се екипа, па статисти, па голема сала, па публика, па... Тоа се инвестиции сериозни, меѓутоа се вродува плод. Затоа се они доминантни и моćни. Што мислите дека дали ќе успее во Македонија талент шоу за македонска народна музика? Па имаше еден обид, Да седне Зуица, да седне
Миле Кузмановски, примерите. Ја Тие мислам, ми падна на ум да не се навредат. Треба и покомпетентни личности да се стават, што може да значи стручно да кажат кој кого бива, кого не го бива. Дали мислите дека ќе се пријават младите Па има се младината пријавуваат, за а имавме само- еднашка, само- пред само 2 години треба- имаше. Да. кој беше тоа ќе ме потидите? Тоа беше Треба да се и направи- Зуица баш беше Да, во во Значи, тој период. со зајди, да. Меѓутоа, Зајди И? талент. Зошто да не се Па се Пазете. прекина сето тоа бидејќи не беше моќна Алфа телевизија да ги направи, значи прво Финансиски место да ако ги требаше да продуцира. снима албум за човекот што е нити албум се снимаше, нити ништо, не вложуваат. значи пак ќе се вратиме мора Пак ќе се вратиме пак дека до финансиите се битен телевизиите и фактор до во целата продукциите, работа. не е до нас. Така е. Нашето го направивме, неколку пати им бев, ајде ќе ви поможам, не што се тиче мене хуманитарно? хуманитарно пак. Ама не можеме да од хуманитарни концерти не се живе. Ние можеме да помогнеме, да. И помагаме не еднаш милион пат. И со Саше праќаме и вамо и таму се да не кажувам, не сакам да испадам Да, како не. овие дале крв и со телевизиите одма. Кој направил ова, кој ова. Јас сум носел дури и храна и со кола во јавни кујни и 300 чуда. Не сакам ништо да пишите, има еден што ќе напиши горе. Толку сакам. А што сум помагал вака да не прамујат, нити ги познавам, нити... Добро, треба да се гледа и комерцијалниот момент и бизнис делот, значи не е само тоа. Сите моменти се битни. Не може, тоа не е комерцијален дел, ако го даваш од срце, Да, значи дека не треба никој не го спомни. Али не можеш цела година, ајде се хуманитарно ќе работам. Ајде ли работа за некој што не му се работи или ајде ако е некој стварно болен или за ќе направиме нешто. Али 90% до сега за моје 30 години биле поздрави од мене. Јас одам пеам со плюс 40 температура, тој не му се дига вилјушка. И тука не може така. Случувало и тоа. Ба како не се случувало, не користеле милиарда пати. Дури имам возено, живеа в Струга, Делчево. За да ми каже, леле, извини, заборавивме да ти јавиме дека се откажа. Тоа е сериозен проблем на организаторите. Човекот за кој што бевте хуманитарно да пеете. Да, се откажа Во од тој момент. концертот. Концертот се Не, откажа. таму тој некој локален менеджер што го организираше. Да не го спомнувам, Несериозно сега починате човекот. Се до тоа. Јас стигнувам во Делчево, одам на хуманитарен концерт и ми кажува, леле, извини, заборев да ти кажам дека се откажа. Ами сам, уште еднаш кој ќе ме викнеш. Ќе го запишеш. Добро. Дали ете повторно ве викне истиот човек за не се осмели? Може па. Дали некогаш сте одбиле хуманитарен концерт? Како? Дали некогаш сте одбиле хуманитарен концерт? Ако сум бил зафатен, да. Само во случај кога Само не во е случај возможно. кога сум зафатен. Ама па и сум организирал Ама да, хуманитарен концерт. И тоа во И посетено има Прилеп. многу и организирано. 10.000 народ има. По посетено веќе каде. И тоа беше некој финале на ракомет, нешто. И луѓето таму си помисли, аје, ништо нема да направат за хендикепирани деца во Прилеп. Марко Цепенков се наполна до врв и тога се умеша Црвен крст, не знам кој, не знам, дотрчаја одма. Викам, остајте ги децата, дајте им ги парите, не се туркајте, викам, оде срамота. Црвен крст е за мене најлапачката организација на планета. Значи, Хајде, не ги уште едно признавам, прашање. не ги признавам во живот. Зошто е тоа така? Затоа што гледаат само да заграбат и да се упекат во секоја Јас мислам дека во секоја поискрен каша. гости не сум имала јас во емисија. После секоја емисија тоа го зборам, Се, еве и јавно. Јас и девојче што го организиравме, Маријана Митановска од село Врбоец. Девојче што е хендикепирано од роѓење и така. За сите деца направивме да имаат, значи, автобуси, да ги прошетат низ Македонија, бидејќи тие се со посебни потреби. Црвен крст ми донеса пејачи од Крушево да слези до Прилеп, му даваат 7.000 денари. Патни трошаци, сега да не спомнувам на кого. Викам да не го носите со хеликоптер, реков случајно или... Па немојте, викам, да викате. Јас сите мои луѓе што и викнав, беше за мене дојден. Миле Кузмановски, Мишка Крстевски и да не набројавам. И ред други пејачи. Ред други пејачи, за сите имав организирано во хотел Сонце на мој трошок.
Значи да има ширдени, вечера, јадење, пиење, све од мене. Јас си го платив тоа лично од джеб. За да не се зема од парите од децата, да им останат чисти тие пари, тие прават вечери на друга страна да им дрпнат парите. Мислам, многу се претерано. Се појавуваат со шпекулации така. Ниски морални вредности се вика тоа. Ова не е веќе шпекулација, ова е Ова е нешто ова што е живо. господинот го видел и... Не се Ова е појавува во сега, живо. да кажем. Тоа е Кажете ми, Може да- еве, доколку Црвен крст ви се јави да организирате Никој пат сите нема да. заедно хуманитарна забава. еднаш не еднаш сум одел милион пати, ама последниот пат кога сум настапувал, хотелот не ми го плати и од тогаш реков никој пат паше нема. Не е за хотелот колку што зборот беше таков. Моментната ситуација. Не се Договорот кој покажале ќе се како што. договориме нешто, значи треба да се исполни. Така. Сега кај што ти дам за ништо пари, 2 концерти, еден Тетово, еден во Скопје овде беше во универзална сала. Сега 2 дена ги губам за хуманитарни цели, уште хотелот ти бе тежок, мислам, испод сите морални вредности и критериуми. Така. Може ли повторно да се вратиме на цедата, бидејќи малце отидовме и наставме други теми? Дали за секоја песна, дали за секој настап, дали за секоја цена се договарате заедно? Па скоро Па 99. 90% или евентуално кој јас го договорам, у секој случај на ќе биде информиран, Да, знае или и јас така ако натака, значи договарам, све ќе заеднички слушам. функционираме. Дали никогаш сте заборавиле да си кажете еден на друг за задачите кои што ви Човечки се случуваат такви Грешки. ситуации, Кој не работи не греши. лесно се пребродуваат кога има добра комуникација, значи нема да се фати ништо зло и така да се работи, значи како може да не се случи сигурно. Значи се случило. Што е најинтересно кај господинот Наум? Во смисла? За се, ете може би пријателството, може би бидејќи има таков глас ангелски, па затоа во работите однос со на него. гласот не сакам да коментирам, тоа е веќе многу јасно. Докажано. Да, докажано. Што е интересно? Интересно е дека после се што ќе завршиме мора некако тоа да го залиеме, што се вика се дневова ракичка на салата. О, шалам меше малку, али Како рековте да е. преска, грло ненапиено. Да. Одлично. Што е тоа што ете го сакате кај господинот Сале и сакате со него да работите? Најповеќе е честноста и искреноста, тоа да ви кажам. Тоа е човек што си ја знае работата. Точно ги има измерено ставките, да не правиме муавет зашто не е само пеењето и продуцирање, и има уште милион работи што се позади. Тоа е сметководство, книговодство, префрлање пари за музичари, ова, она, сеја, што тоа да ми оди тие. А технички организации и такви работи. Значи, Тоа е повеќе многу, работи тоа е многу досадна работа. сте вие заангажиран. Па тоа е дел од организирањето или од менеджментот, така да логично е. Бидејќи, како што кажавме, 10 години заедно работите и мислам дека заслужувате еден убав подарок од нашите пријатели, односно Beauty Благодариме. Салон. Таму ќе ве пречекаат насмејани преубави девојки кои што ќе уживате од нивните раце, односно ќе добиете масажа. Јас се надавам дека после толку напорни работи, толку напорна Благодариме. година, оваа да започнете с убава релакс масажа. Уште еднаш многу. многу ви благодарам што бевте дел од Фолка Страда. Јас сега знам дека вие треба да заминете за кавадарци на приватна забава. Вие останувате тука или продолжувате со него? Јас останувам вечерва тука, па утре здравје Боже со нови сили, во нови Со победи. нови сили. Почнуваме со работа. Едва и чекам новиот албум, односно едва го чекам да бидам поискрена концертот. Концертот, така. Концертот да видиме што изненадување ќе ни спреми овој пат Зуица и што вие ќе спремите за нас, вашите фанови. Тоа ќе биде многу интересно да се види. Мои драги гледачи, тоа беа Наум Петровски, кој што знаете сами, неговиот менаџер Сале. Ние продолжуваме понатаму, останете на Сител Тројка, се гледаме концерт.
Ja si slikata tvoja, beše ikona moja. Prozorine otvaram, postelane menuvam, neka mirisa na tebe, sladok opijum za mene. Prazni čašine izmijeni, od vina taj ispijeni. A ti, sega koj znaje sokogo si. Nedela običen den, na dvajca tani beše omilen. Trebaše bobelu da te vidam, večnost tvoja da vidam. Nedela običen den, na dvajca tani beše omilen. Trebaše bobelu da te vidam, večnost tvoja da vidam. Ja si slika ta tvoja, konea gori duša ta moja. Kako loš son da sonuvam, zar ne možev da te izgubam. A ti, sega koj znaje sokogo si. Nedela običen den, na dvajca tani beše omilen. Trebaše bobelo da te vidam, večnost tvoja da vidam.
Вери ми што не можам сама да те оставам. Вода ќе се престорам, раце да ти измивам, со тебе да заспивам. Вода ќе се престорам, раце да ти измивам, со тебе да заспивам. Што ако плачам, што ако пијам, дењете мислам, ноќе јас не спијам. Елена плачам, Елена пијам, и јас сум човек, љубав не кријам. Што ако плачам, што ако пијам, дењете мислам, ноќе јас не спијам. Елена плачам, Елена пијам, и јас сум човек, љубав не кријам. Што ако плачам, што ако пијам, дењете мислам, ноќе јас не спијам. Елена плачам, Елена пијам, и јас сум човек, љубав не кријам. Што ако плачам, што ако пијам, дењете мислам, ноќе јас не спијам. Елена плачам, Елена пијам, и јас сум човек, љубав не кријам. Продолжуваме со Фолк естрада, продолжуваме со единствената емисија која што е негова македонската народна песна и која што ви нуди квалитетен разговор. Заедно со мене денеска е Кирил, кој што многу пати бил во нашата емисија, меѓутоа секогаш има по нешто ново да каже. Добри дојде уште еднаш во Фолк естрада. Добар ден, добро ве најдов и уште еднаш поздрав за сите гледачи. Благодариме и господинот, односно маестро Милан Завков за прв пат во Фолк естрада. Добро дојдовте. Добро ве најдов, добар ден на сите гледачи. Убава емисија. Огромна чест и задоволство ми е што сте дел од мојата емисија. Ќе може ли да започнеме најпрво со почетоците од вашата кариера, односно тоа е колку што знам, кога сте биле 20 години и сте започнале со Волмир Чазев. Дали сум во право или има и нешто претходно? Има малце претходно, пред 20 години, значи започнав во детското младинско студио Танец, каде што сум и сега вработен. Многу помал, значи негде после завршување на основно училиште, запишување на средното музичко училиште и како да кажам, од тогаш почна мојата, може да кажам така, професионална кариера со музиката. Одлично. Вие не започнувате од почеток да се занимавате со хармониката. Не ви е тоа прв инструмент или пак... Хармониката ми е прв инструмент, а имам и втори инструмент, оној што го учев во средно музичко Ете така, на тоа и мислам. И завршив на факултетот за музичка уметност, значи на одсек контрабас. Така. Тоа ми е втори инструмент. Меѓутоа ова е прва љубов. Ова е првата љубов. Ова е уште од најраното детство, може да кажем, од 8-та година. Прва љубов е хармониката. Покасно, пошто во тоа време кога јас свирев хармоника, во музичка школа не се изучуваше овој инструмент, значи морав да земам нешто друго. Бев определен за да свирам контрабас и завршив така средно и факултет. Мислам дека во тие години, доколку сака некој да заврши за хармоника, требаше да оди во Белград. Дали сум прави? Да, дали во немаше Белград тогаш имаше подготвени за патувања? Такви. Па така, во Белград имаше средно музичко училиште, мислам сепак не беше за народна музика, беше сепак за класична музика, сериозна музика на хармоника. Јас и бев по душа, срце и по карактер со народната музика, така да... И така и останавте? Си останав самоук и така си останав ден денеска. Вие сте секогаш присутен на фестивалите.
многу често ве гледаме по фестивалите. Што мислите за фестивалите кои што се одржуваат во Македонија? Па, мислам дека фестивалите се единствена афирмација повеќе за пејачите, нели? Нашите фестивали. Како за пејачите, така и за авторите, оние кои сакат да ги знаат авторите, нели, на тие песни. Да, учествувам јас од почеток на фестивалите, тоаш поточно прв фестивал кај нас беше Валандово. Тоа беше нашето првенче во фолк музиката. Значи тоа се случи 85-та година. Негде доста одамна. Од тогаш учествувам како автор на музика и на аранжман, па и до ден денеска на сите наши реномирани фестивали како што е Валандово, нели после Валандово дојдоа Цветници, Охридски трбадури, Тетовски филиграни и да не ми замерат оние што ако некој имам заборавено, значи така се тие фестивали беа една, мислам дека најголема афирмација за нашата македонска ново создадена песна. Се повеќе соработувате со пеачите од нашата македонска естрада, овој пат и со Кирил. Покрај тоа што сте и колеги во танец, така и сега и соработувате на поле на музиката, односно за македонската народна сцена. Елана е песната која што ја преработивте или пак ја препејавте. Да, ја препејавте, да. таа песна Елана е од 1993, ако не се лажам, 92-та. од фестивалот Австралија. Да, Фолкфест Камбера во Австралија, да. Таа беше моја песна, моја музика и аранжмана, текст на Ѓорги Барбаровски. Ја отпеа тогаш Ангел Димов. Ангел Димов живее во Белград, така да песната остана тука, па е после толку време поминато. Баш со огромно задоволство ми беше кога Кире така ме потсети, ме врати малце на таа песна и со задоволство тој ја препе, ја преснимивме, така малце може да кажам, и дадовме едно ново руа и ја освеживме малце оваа песна. Значи, Кирил, вие сте виновник за враќањето, за воскреснувањето на оваа песна. Ајде, од каде идејата, зошто баш и Елена, а не некоја друга песна? Иако е, немојте да ме сватите погрешно, е преубава песна. Тама работа. Јас постојано слушам македонска музика и знам да прочепкам така во минатото да видам што се случувало. Многу често наидувам на песни што се за жал подзаборавени. Сега е некој тренд, меѓутоа јас се водев неколку години ми е намисла песната и така е, како што вика колеги на работа, јас го познав дека е неговиот стил на свирење, викам дали има шанси вака и вака. Испадна на убав проект, беше на моја огромна желба и задоволство и се надевам дека ако ништо друго ќе достигне популарност како некои други хитови од ден денес. И сега останува на тоа на гледачите и мислам дека има што да се чуе. Поготово станува збор за весела песна и останува да ја чуете. Кирил, дали идејата ти дојде од тоа што се почесто и почесто се воскреснуваат некои песни, како што е, не знам, Розо моја, сега повторно е хит после толку време исто и таа е, ако не се лажам, од Австралија, од фестивал испејана. Не, мислам дека е таа тука негде отпејана. Или Туѓа си бескрено беше од фестивал. Туѓа си бескрено беше, истата година кога беше испејана Јелена. Ето така. Точно, на тој фестивал имаше доста убави песни. Значи, повторно се воскреснуваат некои песни. Дали од таму дојде таа идеја или пак тебе ти е тоа мана да си чепкаш по Не, јас чепкам старите за тоа што сакам да ги знам лично за мене. Искрено мислам дека не сум многу љубител на препејување на песни, поготово кога веќе песната има некоја популарност и да кажам си живее убаво песната, сега нема потреба да препееш песна на веќе што е хит, да кажем. И кои што живеат оние песни. Кои што живи се и изведувачите, мислам тоа е. Во овој случај беше поразлично затоа што песната беше малтене непозната, барем за овие простори тука, можеби порано за помладата генерација, затоа се дрзнав. Инаку јас сум поборник да се снима нова музика и сите треба да оставиме сопствен белег на наша лична карта. Овој случај беше отстапка, мислам дека ќе биде успешен, тоест полн погодок ќе биде. Ќе видиме.
Јас сум сигурна во тоа. Маестро Милан Завков, кажете ми, која е, дали има разлика од почетоците ваши и од сето она што сте живееле во оваа кариера? Мислам, веќе колку имате години кариера, околу Па близу 40 40 на години. Да, Дали има разлика од порано со македонската музика и денес? Па има разлика, да. Порано македонската музика, ви кажав кога почна македонската ново создадена музика, сакам да кажам, затоа што народната си беше секогаш онаа која беше секогаш популарна и убавата македонска музика секогаш се слушаше и во тие времења и сега. Него 85-та година почна ново создадената песна со Фолк фестивал Ландова и од тогаш мислам дека до ден денеска се направи еден голем фонд на ново создадени песни. И со тој фонд на песни излегоа и многу наши пејачи кои до тогаш не можеа да се докажат на некое на друго место некаде каде што требаше да се настапи со нова песна. Така да има некоја разлика, како што кажавте, во тоа време се направија на вистина многу овој песни. Во тој еден период од, може да кажам, од 85-та година па навака негде до 97-8 до 2000-та година се направија така еден, можем да кажам, циклус на убави песни од кои испаднаа многу хитови, а и многу песни се обнародија. Ново создадени се изгледаат како народни, многу народот ги нарекува и како народни, така да онаа песна според мене што ќе се обнароди, а е ново создадена, значи тоа е навистина полн погодок и полн успех. И тоа е вистински хит да. всушност. Кажете ми, бидејќи минатата година не почестивте нас публиката со едно убаво CD, односно тоа е CD-то за албумот со Ори со Чочеци. Со Ори и Чочеци, да. Така, кажете ми, дали ќе следува нешто ново во оваа нова година 2017-та? Ова е да ви кажам мое пето издание сега. Значи имам две изданија во бившите југословенски простори за диското ни за Јудиск, едно издание за македонската радио телевизија, едно издание за продукцијата Мистер Компани и ова беше исто така за продукцијата на Мистер Компани со помош на Министерството за култура. Ова беше моето пето CD, минатата година го издадов. На него се најдоа некои исто така мои постари ора кои ги обработив и така во еден со нови аранжмани, во еден по-современ звук. Имав и нови мои композиции. Така да, јас се уште работам и на полето на инструменталната музика со ората и активен сум на сите фестивали како композитор на ново создадени песни, на аранжмани. Во ансамбла Танец сум редовно вработен, исто така се дружам секој ден со фолклорот, со фолклорните обработки. Така да се ми е поврзано со народната музика и фолклорот. Значи 2017-та така и продолжуваме. Продолжуваме, да. Со исто темпо. Кирил, кај вас ќе има ли нешто ново во 2017 година? Па да, можем официјално да најавам дека за скоро еднина, да кажам неколку недели, се надевам дека ќе се заврши еден поголем, за мене поголем проект, тоест издавам два албуми. Машала, два албуми. Едниот не еден, туку са два. Добро, сега јас бев подолг период дел од група. Малку сум, да речем, вака како соло пеец сум скоро година и пол-две. И од наназад периодов, од сите фестивали, песните се собраа на едно CD, некои се доснимија нови, како што е Елена и неколку други. Тоа е, да речем, авторско CD, а другото CD ќе биде препеани македонски народни песни со една патриотска нишка, да кажам. Така ќе биде малку едното CD посветено повеќе за Македонија, а другото се со авторски песни. При крајот целиот проект и здравје Боже, за скоро еднина ќе бидете официјално поканети. Се надевам ќе има и промоција и ќе видите за што станува збор. Одлично. Едва чекам и тоа, се надевам дека тие две CD-ња, односно тие два албуми ќе бидат одлично прифатени од македонската публика и од нашите сограѓани кои што живеат надвор од нашите држави, кои што се желни за македонската музика, за македонската народна песна. Колку, Кирил, нашите сограѓани од надвор кои што живеат
надвор од нашите граници, се жилни за новокомпонована песна. Добро, тие се разбира дека се желни за новокомпонирана, поготово помладите генерации, што се, да кажем, во тек со се што се случува, да не се лажуваме. Исто веќе модерното време, интернетот дозволува на сите да следат што работиме и ние овде. И веќе не е таа далечина толку далеку се следи се. Мислам дека добро поминуваат и кај, да речем, диаспората и се цени она што се работи. Сега на нас останува да работиме и што може повеќе да се презентира и да им се нуди тоа, а нив останува да одберат. Јас мислам дека има добар прием сега за сега барем. Одлично. Овој полот Елена од вашата соработка, се надевам дека ќе стане вистински хит, ќе биде прифатен од публиката. Се надевам дека ќе продолжи вашата соработка. Апсолутно, секако. Ќе морам повторно да ве повикам на гости, да видам што се случува, да им пренесаме на нашата публика што се случува кај вас. Посакувам што е можно порано да не повикате на промоција за двата албуми. Маестро, јас навистина имам огромна чест и задоволство што седнате тука до мене и што имав чест да ви поставам неколку прашања. Повторно ќе се видиме. Ви благодарам, ние драги гледачи. Да не сакате да кажете неколку збора за крај? Не, само да ги поздравиме и да слушаат убава македонска народна музика. Исто така, благодарам за поканата. Посебно ми е драго што е вака прв пат учествувам, да нема да биде прв пат. Нормално и последен, ќе доаѓаме секогаш кога имаме поводи, кога имаме нови песни. И како за прв пат, како ви се чини нашето студио, нашата емисија, нашата енергија? Па сосема пријатно, сосема убава позитивна енергија и мислам дека така и треба да продолжите. Се надевам дека и нашите гледачи тоа го приметуваат пред малите екрани. Продолжуваме ние понатаму со убава песна, како што каже и Кирил, слушате македонска музика, тоа е веќе нашето мото на Фолк Естрада. Продолжуваме понатаму со убава песна. Сакам да те гушнам, нежни зборој од тебе јас да слушнам, топла песна да свири вечерва. Дајте песна нека боли, свирете ми тивко се до зори, само немојте, не запирајте, по солзиве не гледајте. Се што имав јас, се ми исчезна, само песнава ми остана. Донесов вино
dušna, nežni zboroj od tebe jas da slušam, topla pesna da svirim večer van. Dajte pesna neka boli, svirajte mi divko se dozvoli, samo nemojte, ne zapirajte, o solzine ne gledajte. Sve što ima pjas, sebi išće znam, samo pesnava mi ostana. Sve što ima pjas, sebi išće znam, samo pesnava mi ostana. Pismo da ti napišam, da ti ispratam. Da li čekaš, stara majčice, glas od sinov dalečen ne zaborave. Pamti me po dobro, ti, majko stara, dušo stradala. Kalenda sun studen tebe, che te spomnam proška da ti povara. Porti da mi otvoriš, majko, ogan da mi zapališ, stara, koga ke se vratam, sonce da mi grejne duša, tebe da te pregrna. Porti da mi otvoriš, majko, ogan da mi zapališ, stara, koga ke se vratam, sonce da mi grejne duša, tebe da te pregrna. Stara majčice, doma da ti doletam, makar demilva. Da li čekaš, stara majčice, so tebe da ostana, lele do veka. Pamti me po dobro, majko stara, dušo stradala. Kalenda sun studen tebe, che te spomnam proška da ti povara. Porti da mi otvoriš, majko, ogan da mi zapališ, stara, koga ke se vratam, sonce da mi grejne duša, tebe da te pregrna. Porti da mi otvoriš, majko, ogan da mi zapališ, stara, koga ke se vratam, sonce da mi grejne duša, tebe da te pregrna. Tebe da
zajedno do veka. Dojdi mili raka, podaj mi i ne odisi. Veruvaj, ja nikoga ne ni pomislim, teka večno tjeme sakaš, i so pogled se mi kaža, su tvoje oči ljubavi na solze. Te sakam jaz, te sakam jaz, umiram za tebe, veruvaj mi. Mangava tut, merava tuke, mangava tut. Tije ciganski zborovi, neki zaboravam, te sakam, veruvaj, bez tebe ne možam. Čeznejam, druge ne sakam, te sakam jaz, umiram za tebe, veruvaj mi. Mangava tut, merava tuke, mangava tut. Tije ciganski zborovi, neki zaboravam, te sakam, veruvaj, bez tebe ne možam. Dječeznejam, druge ne sakam, te sakam jaz, umiram za tebe, veruvaj mi. Mangava tut, merava tuke, mangava tut. Глазбеничното издание на Фолк Естрада, како трета група на гости, ни се нашата Снежа, добри дојде, и Санде од Алегро Бенд, добри дојдовте. Добро најдовме. Најпрво ќе морам да започнам со дамата според бунтон правилата. Се надам дека нема да ми се налутите. Јасно, така си е редот. Уште еднаш добри дојде Снежа, како си ми? Одлично, фала на поканата уште еднаш. Поздрав до сите гледачи на Фолк Естрада, на оваа ваша убава емисија. Благодарам. Минатиот пат кога ни гостувавте на новогодишната забава, ми кажавте дека ќе бидете во Штип. Ресторан Прицис, така. И како помина новогодишната ноќ? Одлично, убаво, весело. Потоа следува божитните празници, дали можеби најдовте време за одмор или пак се тоа беа ангажмани? Да, бев ангажирана доста. Како и секој викенд што сум, во ресторан Иснав во Тетово. Еве поздрав до персоналот на ресторан Иснав. Убави журки, навистина, весело беше. Значи публиката е задоволна, Задоволни, и да, дефинитивно. Супер. Можда нескромно звучи, ама навистина беше така. Јас сигурно сум дека ова е прескромно ти што го збориш, бидејќи вас ве познавам толку добро што секогаш сте многу скромна.
Затоа и не ви верувам, но добро беше, супер беше. Сигурно било одлично. Санда е момчето кое што во последно време го има на секој мужен портал во Македонија. Со толку многу пофалби, момчето кое што ја покажа Македонија во вистинско светло, односно во Србија се појавивте на талент шоу, каде што жирито беше запрепастено од вас во позитивна смисла. Па добро беше, да бидеме скромни. Не? Немојте и вие како Снежа, ајде да кажете си. Искуството, мислам, прекрасно беше, имав многу трема, се осеќа и најдов на многу коментари да се смеам повеќе, па се надеваме дека во вториот круг нема да е иста количина на тремата. Јас се изборив со неа. Беше супер. Супер се представив колку што можев во таа ситуација кога срцето лупа. Какво е чувство да се стапне на таква сцена кај што има таков број на музичари кои што те оценуваат? Убаво е чувството, но со оглед на тоа, како викаме дека секој нормален човек кога нешто сака и кога ќе настапи, нормално да има трема. Не знаеш што те очекува покрај вакво жири. Многу мисли ти се вртат во глава. Како ќе видиш тоа? Ни настапивте со македонска песна. Зошто е тоа така? Па во почетокот, ако дај Боже поминеме понатака, имам планирано, имам некоја стратегија. Дали за вториот круг ќе очекуваме повторно српска песна? Пак ќе бидат српски, ако поминеме здрави Бога. Значи третата среќа ќе резервирате за македонска песна. Дали може би некој од вашите песни ќе испеете таму? Наши песни не. Тие велат дека сакат повеќе да пееме наши песни, но сакат да биде нешто и познато, а познати македонски песни на нив на прсти се бројат. И ако ги повторуваме се тие пак тие, нема ефект. Ќе се потрудам нешто да најдам, нешто убаво. И не знаеме како стојат со матрици, ако има некој проблем, ќе побарам наши колеги што имат што се учествувале понапред, секако ќе ни послушат. А вие не си носите сами матрици од тука? Не, од продукција дават матрици. А давате предходно некоја листа на песни за да обезбедат матрици? Како идете до тоа? Телефонски ти вртат, те прашуваат која песна ќе ја пееш, едната е балада, едната е брза. Си одговараш кој песни ги сакаш и ти праќат матрици со соодветен тоналитет кој сакаш, кој ти одговара и се јавуваш после дали ти е окей или не. Потоа има на генерална проба пред настапот, само една песна пробуваш и директно во емисија. Санда, бидејќи имате веќе искуство во Република Србија, што мислите дали во Македонија ќе може да се направи барем некое слично талент шоу? Може да се направи, има капацитет в Македонија многу, но треба да се направи некој, според мене, телевизиски канал, што нон-стоп ќе зрачи со музика. Нашиот народ сака да си оклучи, да кажеме тој канал, да слуша нон-стоп музика. Па дали е квалитетно или не е квалитетно, кога некој тоа нон-стоп го перципира, го слуша, му влегува во глава. Друго е кога ќе седне некој на Facebook или на Instagram, слуша и чисто од култура ќе ти лајкне, дали ќе ја изслуша, дали ќе ја види. Тоа не значи. Значи, целта ми е на моабетов дека кога некој нон-стоп слуша, да кажеме, одреден канал и нон-стоп има музика, па нека бидат и два, единиот биде за забавњаците, единиот за народњаци и мислам дека ќе биде супер. Снежа, дали вие би се пријавиле на такво талент шоу? Јас имам трема, не сакам да идам таму. Па, навистина е голема одговорност и храброст. Навистина храброст, не толку од публиката, колку од жири комисијата. Од моја гледна точка кажувам. Штом на првото интервју вие се тресавте од мене, можам да замислам кога ќе седнат, кога ќе застанете пред Добро, ама не се знае. Тие луѓе. Се гледа. И вие од мина се тресате. Тоа е природа, не? Чувство некој. Добра. Снежа, се вративте минатата година од Австралија. Дали може би повторно некоја турнеја се очекува оваа година 2017? А имам понуди да пак за Австралија. Повторно за Австралија? Да, но ќе видиме.
Дали ќе се усогласиме? Засвиѓа ли Австралија? Па да, ова е. Супер. Вие, турнеја некоја? Па во преговори сме, ќе видиме Меѓутоа не како смам што. додам, бидејќи морам да одам на надпревар. Сега имаме во Германија ќе настапуваме во март месец, македонскиот клуб Тоше Проевски во Дизелдорф, таму ќе настапуваме со нашата драга колешка Анета Арцовска и ние Алегро Бенд цел состав, па се надевам дека ќе биде убаво, ќе биде посетено и така. Одлично. Драги мои, јас сигурна сум дека ќе продолжите со сето оно што сте го зацртале како цел во 2017 година. Санда, јас тебе ти посакувам на вистина голем успех, бидејќи тоа како за вас, како група е добро, како за тебе како пејач, така и за целата наша Македонија. На вистина посакувам да влизаш во потисните кругови, па и да победиш. Ви благодарам. Се надевам дека сите поддршка ви е важна од Македонија и ние сме тука да ве бодриме, јас, публиката на Фолк Естрада и целата Македонија, како и нашите сограѓани кои што живеат на оваа држава. Снежа, ти ти посакувам на вистина секоја цел што имаш поставено да ја оствариш и наредната емисија да зборуваш малку повеќе. Па наредната емисија сега ќе биде повеќе зборување затоа што ќе следи промоција на новата песна. Ќе имаме нова песна? Да. Ќе може ли По малку подолго барем да време? ми откриеш околу новата песна? Па вторите како што ги најавив се Дејан Момировски и Борче Нечовски. Значи снимена во XL студио. Еве поздрав и до нив двајца. Веќе е снимена песната? Да. Значи следната емисија ќе биде промовирана. Убава песна. Добро, ќе биде ли прифатена? Па се надевам. Дали Се надевам. ќе може ли барам наслова да го дознаеме на песната? Верувам во љубов. Дали веруваш во љубов? Верувам. Благодарам уште еднаш што бевте дел од Фолк Естрада со нови песни, нови албуми, веќе чекаме некој од наредните емисии на Фолк Естрада. Останете така, останете да творите, да пеете, да покажувате љубов кон публиката, а тоа можете вие да го направите само со песната. Ви благодарам. Тоа беше се, драги гледачи, за оваа емисија Фолк Естрада. Ние продолжуваме понатаму во сабота. Повторно истиот термин е резервиран на Стител Тројка. Се гледаме, останете ми со здравје, со среќа, со љубов, нека ве движи љубовта, слушате македонска музика, тоа е нашето мото и се гледаме повторно. Довидување.
se smeješ. Srce boli za tebe, volam srce da ne prepukne. Vreme kjeni pomine, a mladost kjeni povene. Drugi nekoj like ljubi me. Ako me zajedno nemaše da žali me, za sve što jednaš ne si rekov me. Ako me zajedno nemaše da plaše me, ti za mene, ja za tebe. Ako me zajedno nemaše da žali me, za sve što dušo ne si rekao me. Ako me zajedno nemaše da plaše me, ti za mene, ja za tebe. Oči kriješ od mene, a srce kjeni ovene. Volam srce da mi prepukne i da brojiš godini, a ja da pijam otrovi. Klali se naši sudbini. Ako me zajedno nemaše da žali me, za sve što jednaš ne si rekov me. Ako me zajedno nemaše da plaše me, ti za mene, ja za tebe. Ako me zajedno nemaše da žali me, za sve što dušo ne si rekov me. Ako me zajedno